Многу од луѓето бараат замена за чоколадото или замена за благото и оно што содржи многу шеќери. Често пати сакаме да јадеме благо, но бараме некоја алтернатива или замена за благото. Токму тоа е и здраво колаче. Здраво колаче е името исто така и на една девојка која што подготвува неколку видови на здрави колачиња, која што ќе ја запознаеме ова утро. Маринела Кочова е незиното име, а здраво колаче ги има крстено сите колачи кои што таа ги подготвува. Маринела, ќе посакам добро и убаво утро и ајде кажете ни нешто повеќе за што е здраво колаче и што представува. Прво сакам да ви се заблагодарам што ме повикавте во вашата емисија. Па вака, здраво колаче е едно здраво задоволство кое што има нутритивни придобивки. Составот на колачињата е од јаткасти плодови, исто така има и природни засладувачи како урма, мед, брузница и сето она што е суво овошје. Идејата за здраво колаче започна доста навистина спонтано, дури непланирано, бидејќи од моментот кога решив да направам една лична трансформација, да си го подобрам начинот на живот, започнав со тренирање во една од теретаните во Велес, колектив. Сакам да ги поздравам сите кои што се во тимот и кои што секојдневно не мотивираат. Со тоа и тие ме измотивираа на некој начин да се хранам малку поздраво. Првите вкусови беа направени за лична консумација. Меѓутоа, кога видов дека има навистина позитивен ефект од страна на луѓето што беа околу мене, решив да го создадам здраво колаче и така настана страницата за моите колачи. Да, навистина преубаво изгледаат, превкусни, има многу различни видови, па може ли да ни кажете какви се видови има во колекцијата на мое колаче, здраво колаче? Има многу вкусови, јас баш сакам и да го откривам составот на вкусовите јавно на мојата страница. Значи во хайлайтс на Инстаграм пишува точно кое колаче што содржи, не отстапувам од тоа што има во колачите, или да направам некаква си манипулација во врска со додавање на некои нездрави работи. Повеќе вкусови се, има сладки вкусови, има поблаги вкусови, значи сакам да ги комбинирам и со лимон, и со портокал, и со брусница, да биде нешто што може да остави некој посебен впечаток. Секоја колача си ја приказна сама за себе и може да ве врати и во моментот на детството кога баба ви е направила некој вкусен колач, меѓутоа сега овој пат на здрав начин. Да, од каде се еве црбите инспирација за толку многу различни вкусови и видови на колачиња кои што ги има во колекцијата на здраво колаче? Јас, како мајка на 3-годишна девојче, најчесто инспирацијата е црпам од неа. Таа ми е и главниот дегустатор на моите колачи, бидејќи децата сите знаеме дека се малку попребирливи, сакаат нешто по-нездраво, меѓутоа добро е што го прифати сето тоа ја што го правам. И мислам дека на секоја мајка најголема инспирација е детето и после создавање на тоа убаво суштество сваќаме дека ние сме многу силни жени и дека се можеме да направиме и ништо не може да нас сруши. Да, многу убаво кажано. Сега е периодот на слави, периодот на пости. Не споминавме дека овие колачиња се исто така и пости, нели? Затоа што се она што го содржат е посно внатре, па каде и како можат да ве најдат сите оние кои што сакаат да ги вкусат вашите производи? Па, јас се наоѓам во Велес. Велес реално не е толку развиено место за здрава храна. Од тука го добив и поттикот да направам нешто поразлично од тоа што ни се нуди, бидејќи сите сакаме нели да избегнеме од помалку здравите работи кои што ни се нудат и мислам дека тоа што е домашно изработено повторно се враќа во мода и
Дете можат да ме најдат во Велес, имам интернет страница на Facebook и на Instagram, Здраво колаче, на македонски фонт е напишано, и слободно можат да ме исконтактираат во приватна порака. Да, верувам дека многу мене ќе се запознаат, оние кои што досега ве немаат сретнато, немаат вкусено до она што вие го подготвувате со многу љубов. Сметате ли дека можеби се менува и перцепцијата кај луѓето веќе за тоа што треба да јадеме и што треба да содржи едно благо, сепак да биде благо, да да добиеме таа доза на сладкост, но може да биде и здраво. Така е, мислам дека луѓето се буди веќе свеста кај луѓето, дека сето тоа што е индустријски направено, веќе го отфрламе од употреба, бидејќи ние точно и не знаеме што содржи сето тоа. Овие поздрави начини кои што ги изработуваме од дома, знаеме самите што содржат и што може да се понуди на потрошувачите. И здравото исто така може да биде калорично како и нездравото, меѓутоа секоја храна треба да се користи умерено. Да, многу убаво си кажавте и сепак вие сте тука, како што споменавте, ова е едно ваше хоби, вие си имате друга професија, но сепак сте започнале пред за вас, за вашата ќерка, сега да им помогнете на луѓето кои што немаат многу слободно време и немаат време во дома да си подготват, затоа сте тука вие. Зошто е добро да се користат ваков тип на ужинки или ваков тип на благо кога имаме потреба да ја задоволиме онаа потреба од шеќер? Па јас мислам дека овие здрави производи, во случајот не само мојот, туку и сите тие кои што изработуваат здрава храна, е од големо значење бидејќи ни прават некаква леснотија при консумација. Тоа го имам лично приметено на себе. Многу голема е разликата кога јадете нешто нездраво и кога јадете нешто здраво. Пример, во случајов ако одам на тренинг, пред тренинг пробувам да каснам едно здраво колаче кое што ќе ми ја подобри вежбата и ќе ми даде некоја леснотија во текот на вежбањето, отколку да каснам нешто нездраво што ќе ми направи некоја голема тежина во самото изведување на вежбите и ќе ми ја намали енергијата. Да, и одлично секако и за децата, сепак да вкусат нешто сладко, но да биде здраво и направено од здрави намирници. Јас ќе ви посакам многу успех во вашата работа и верувам дека многу мина од луѓето ќе почнат да ги менуваат своите навики, ќе одиме кон она што значи здраво сладко, како што и вие сте почнале да го следите тој тренд со здраво колаче. Ви благодарам, Маринела, на одвоеното време. Ви благодарам и вам што ме поканивте.